една. Да дојдам да помогнам да растоварите? Не треба. Значи, малку си фатила? Само една. И велиш една? Една. Една. За продавање или ќе ја пржим? Што да ти кажам, се видело денот каков е. Здравје. Арно и ова малку поголема така е. Голема е? Поголемка е. Сико, ела вамо, донеси ја рибата. Дај. Малку поголема, вели. Многу поголема, не... Леле, колка... Арне, бе, За продавање е ова, за продавање да ја продеш. Слушај, татко, Кажи си. јас ќе те молам да ми дадиш оваа риба, јас да ја продавам. Како бе ти да ја продаеш? Види колка е. Ова пари чини. Знаеш колку ќе? Ова под 10 гроша и неа да. Ами не 10, туку 10 по 10 ќе ти донесам. Ај, на мајка, види го тој тргоец, 10 по 10 ќе донел. 10 по 10 велиш, а? Да. Арно, ајде, кај со неа и без неа. 10 по 10? 10 по 10. Ќе му ја даш? Ајде, оди. Ајде, оди. Оди со Алол нека. Знаеш што ти Арно направи што му ја даде? Арно Ме направи. голем е, па нека се учи, нека тргува веќе, треба и тој да работи, така е. Ајде вечераме. Ајде и утре има ден. Ајде, дечиње. Ај, мајка. Слушај, момш, не сакам да си играш ти мајтап со мене. Ајде, кажувај, колку и бараш на рибава? Колку чини, толку и барам. Колку чини, толку да тоа те прашува. Па ти не си дете чорбаджи да не знаеш колку може да чини една ваква убава риба. Дај. Дај што треба да даваш и носи ја. Дај, јас да ја видам. Машала. Убава риба. Убава риба. Колку и бараш? Колку што чини. Момчето дошло да си игра само мајтап со луѓето. Јас на вистина те прашувам колку и бараш. Ајде, кажувај. Ти колку даваш? Јас колку давам? Па 10 ќе ти дадам. Повеќе, чорбаджи, повеќе. Бе, дете, ти на вистина мајтап си играш со нас. Ајде, ние да си одим, ајде. Ајде, убава риба. Убаво. Машала, убава риба. Колку и бараш? Чорбаджи, колку чини, толку и барам. Ни повеќе, ни помалку. Ти знаеш дека татко ми со овој занает не рани нас 8-9 души. Затоа, дај колку треба да дадеш и со здравје да си ја јадеш. Браво, дете. Браус. Гледај каков тргоец си било. Од тебе ќе биди тргоец. Затоа ќе ја купам ова риба. Еве, ќе ти платам толку колку што чини. Ја платив ли колку што чини? Ја преплати, чорбаджи. Само немам кусур да ти вратам. Не треба. Кусур не ми треба. Нека се најде за друг пат. Кога ќе имам помалку, ќе ми го приватиш кусурот. Така, и слушај. Секогаш кога ваква риба ќе вати татко ти, мене ќе ми ја продаваш. А јас ќе ја плаќам секогаш толку колку што чини. Ме разбра? Не бери гајле, чорбаджи. Вакви риби јаде тој што знае да ги цени. Така. Сполај ти сега и ај со здравје. Со здравје, чорбаджи.
Къде е рибата? Я продаде ли мачките изеда? Еве ти го ќарот. Лира. Я даде за лира. А? Јас толку и барав. Море, да не се украл од негде лирава да ми доја запти пред куќи, не те знам за таков. Не сум јас таков. Ја купи најголемиот чорбаџија во градот. Ако не ми веруваш, оди види. Хај, абе за верување сега. Ти верувам, ај. Вериш лира, а? Е како? Е така, јас си барав толку колку што ќе дадат. И барав најмногу. Дојде чорбаџијата и ја купи. Тој даде најмногу. Браво, бе, синко. Браво. Дојде. Пак лира. Слушај, шо е, многу е. Чекав, ама дочекав еднаш лира, 2 пати лира, 3 пати лира. Абе, јас морам да го видам тој што ти дава лирите. Ајде, врви пред мене да видам кој е тој што ти дава лирите. Врви. Чорбаџи, не. Добар ден. Добар ден. Застани да те прашам, дете о попат ми кажуваше, ти си му и давал ти алтаните. Фала ти за добрината. Ама атар ми остана да ми кажеш, оти толку му и плаќаш рибите. Тоа сакам да знам. Бе, пријателе, одмерак му ги давам. Оти го видов момчето, ептен салам дете бе, го бидува за трговија, видов како се пазари, па одмерак му давам по едно алтанче. Трговец цел, го бидува. Трговец, а? Туки јас сум трговец. Меракот ме фати, оти знај да се пазари, знај трговија да прави. Затоа му ги давам алтаните. Мамре, ама види, не, ти благодарам многу за добрината. Многу, ама не е арно така што му правиш. Не е арно, тој ќе си, во тоа глата ќе му влезе, оти сите така треба да му плаќаат. Разбираш? Не, тоа си е умно дете. Си ја знае работата, си ја знае трговијата. Море, јас да имам еден ваков син, да може да ми ја продолжи трговијата за наетот, а јас имам ќерка, знаеш. А ти појќе деца имаш. Има, бе, чорбаџи, Господ дал на пари и на деца, никој пат не е многу, знаеш. Арно велиш. Сега да би ти кажам јас. Дали ти ќе ми го даеш ова дете да го земам јас на чедо место? Кај мене дома да си живи и да работи и трговија да прави. Занаето мој да го продолжи. Како, бре? Чекај, ако детето сака... Оти да не ќам. И така сме 5-6 дома. Даде дома појќе има, да, што викаш. Да ти го давам ова. Лелие, така, вака ќе направиме. Капата си ја носи со тебе, си ја носиш. Така, ќе влезиме се ја внатре, јас ќе ти дам тебе една капа алтани. А ова дете ќе го земам на чедо место. Бидува, лели? Бе, чорбаџи, капа алтани. За капа алтани, како не бидува, бидува. Хајде. Чекај, Кирко. Седни да ми ти кажам нешто.
Слушај, Керко, сега што ќе ми ти речам. Времето си оди. Годините лека полека си минат. Тебе ти е веќе време за мажење. Јас не знам, али ти си мислела за ова работа, али не си мислела. Ама сапам, оти треба да се омажиш. Ако, татко, така нека биде. Јас не велам дека нема да се мажам. И јас така мислам. Дека веќе ми е време. Така. Сега ова да ми ти кажам. Момчево наше, го гледаш шо дете излезе, а? Убаво, стројно, високо. А и за трговија ептен го бидува. Виде, шо направи од мојата стока. Вудве, вутрија стори. Сега, сапи шо ќе види, ако остани тој во нашава куќа. Не треба да одиш ти на туѓа куќа. Размисли за ова, па речи ми. Нема ја што да мислам. Не сакам. Ти знаеш ли колку долго ме бара сино на најбогатиот во местово? Во таква куќа сакам да одам. Куќа од нога што се вели. А ако сака, нека и 100 пати и умен, и личен, ама тој не е од куќа каква што е нашата. Бреа насана. Ето така да знаеш. Ами тој сега е од нашава куќа, не? А ти ако не се премислиш, ич, такви муабети не сакам да слушам. Чекај, мори Керко, па и мајка ти ко ме зеде мене, и јас бев сиромав, не бев од куќа од нога што се вели. Тој не е од наша куќа. Целото место знае кој е и чие. Така ли е? Значи сега инат ќе тераме, а? Па ако е така, ти твојо инат, јас мојо. Ти не го сакаш ова момче, а јас не го сакам тоа твоето. Чунки тоа е само чорбаджиска куќа. А ниту школо, ниту занајат има, ниту трговија знае да прави. Тој, знаеш нешто ми личи? На мотика без држало. Ете тоа е. Па сега ти мисли, гледај, трај и прај. И така те велам. Убаво ми е тамарно. Ме рани, ме гледа, ме чува. Ама и јас голема работа му вршам. Ако, синко, ако, така треба. Нешто ми е страв, болен е чорбаджијата, па да не даде Богу душа, си велам. Болен е, велише. Болен. Еми, и тоа бидува, синко, и тоа бидува. Може да даде Богу душа, може. Ама не бери гајлети. Јас се си мислам, што ми е толку арен, нема да те остаи без ништо. Ке ти препише нешто белки и тебе. Затоа арен е чорбаджијата, ќе остави нешто. Чорбаджијата арен, ама за Керка му ништо не кажуваш. Со неја, како? Што да ти кажам? Ете така, ме погледнува, ќе ми направи малку муабет. Ама не е тоа. Да. Детински работи. Со сила некако, а? Со сила. Еми сега. Детински работи, арно си рече. А за ова не бери гајле, па и ништо ако не остаи. Тука сме. За лошо, за арно. Ние сме ти тука. Татко ти рече, куќа отворена твоја си. Не плаши се, пријатели, и не давај се. Па ти имаш уште денови. Јас мислев, оти ти не викна на по една чашка да се напиеме. А тој легнал тука и Богу душа дава. Ајде, станувај, има ти уште да тераш. Ајде, станувај. Ами јас си мислам, белки неќе е судниот час. Ама си реков, пред да дојди тој час, да ве повикам, сакам да завршам некоја работа со оставнината. Така, вие знаете, оти јас имам што да оставам и кому да оставам. Што ќе пишуваш, пријателе, кога едно чедо имаш? Ете, таа седи пред тебе.
Тоа ќе биде се за неја. Така јет. Ќе биди. Ама и нема да биде. Оти сум решил вака. Куќава. И целиот имот. Заедно со секерката. Да ги оставам на момчево. Што си го земав кај мене. Гледате каков стана. Маш. И школија изучи, и трговија. Стоката ми ја направи вудве и вутри. Ете, тој сакам да остани после мене господар на имотов мој и на куќава. И не сакам друг да ми се шета по оваа куќа. Ете така. Од првим ти се чудев на тоа што си го решил. Ама кога ќе подразмислам малку, не ти е лошо ова. Да не ти се запусти куќата што си ја правил, градел и зголемувал. А што вели керка ти, а? Ние со неа одамна се разбравме. И штом сте се разбрале, ајде да подпишеме. Еве ја книгата. Ти ја знаеш последната желба на татко ти. Тој току рече со тоа направи свршувачка за нас. За мене знаеш, не морам да ти кажувам. Те милувам. Те милувам од првиот ден кога дојдов. Нека помине времето за жал и да се венчаме ако сакаш. За тебе се гледа дека ме милуваш, ама за мене не се гледа. И сега што да правиме? Ако милуваш, некој друг кажи. Тоа не е твоја работа и не мешај се кај што не ти е местото. Мислиш дека татко ми ти остави се и дека си голем чорбаджија? Па тоа не се учи. Тоа си или не си? Па јас не реков дека сум. Јас само реков дека сакам да се венчаме. За тебе да се омажам. За таков долен и никаков. Тој што знае да работи не е долен и никаков. Ти ќе ми кажеш, што цел ден седиш и чекаш од татко ти. Јас не барав ништо да ми остави. Што да правам сега, да го фрлам? Уште имаш уста да ми зборуваш. Добро, ти знаеш ли дека мене ќе ме земеше најбогатиот човек во местово, татко ми да не ти препишаше се на тебе? Па што не те земе сега? Заради аманетот на татко те? Оди бегалка, кој те држи? Ти ќе ми зборуваш. Ти. Дошол тука да ми кажа дека сака да се жени со мене. Ти да се жениш со мене. Ти ќе ми зборуваш. Ти. Дошол да ми кажа дека сака да се жени со мене. Ти ли да се жениш со мене? Како можам да се омажам за човек кој што го купиле за капа алтани? За таков. Ако така мислиш, така е. Права си. Вака ќе направиме. За нас заедно живот нема. Иако татко ти така сакаше. Јас ќе си одам од овде. Како дојдов, така ќе си одам. А кога ќе спечалам и капата алтани ќе те вратам. Не, јас ке си одам. Не сакам ништо што не е мое. Ке си го земам само она што е мое и ке си одам. А ти немој да ме запираш, зашто нема да останам. Се лаже ако мисли дека ќе оставам се тоа да пропадне. Ако ништо друго да има каде да се врати. Ако се врати. Узна нешто? Кај оставам јас да не знам? И? Се чини дека го дочекав тоа што го чекав. Каде?
Ја видов, работи како измеќарка. Леле. Кај еден меанџија. Леле, измеќарка, таа. Таа. Кај е учена таа да работи? Тоа де тоа. Ја гледам таму се матка, се матка. врти, не може местото да си го најде. Утратата. Сега, смислив нешто, се договорив со меанџијата, па да видиме што ќе излезе. Прави што знаеш, синко, умен си, мисли и прави. А жал ми е за неја кутрата. Жал ми е чувана, галена, една, ама и неетлива. Тоа. Јас си реков, мажи се за друг ако сакаш. Ами таа не ќе. И тоа не сака? Ни тоа. Прави, синко, шо ќе правиш, ти си знаеш. Убав на мајка. Се договоривме се како што треба. Добре. Да ја викнам сега. Викни. Измеќарке! Дојде ваму! Така, слушај сега. Овој човек сака да те купи од мене. Ти знаеш, за работа не те бидува, а за да не те оставам насокак, решив да те продадам на овој чорбаджија. Заборавив да те прашам, колку даваш за неја? Од мене имаш капа ореви. Ни повеќе, ни помалку. Мажот вреди капа алтани, ама жената капа ореви. Капа ореви? Добро, бидува. Ама. Ајде. Не ми се лутиш за тоа што го направив. Прости ако можеш. Ти ме не прости ми. Оти јас прва го реков она за капата. Уште кога го реков се пичманив, ама и наетот не ми даваше да побарам прошка. И наетот не ми даваше да видам колку си арен и умен. И сега, што ќе правиме? Па, ако се уште ме милуваш, Те милувам.